Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Ученици од редовишките училишта и од по две скопски и кочански со целодневна програма во четвртокот во редовишкото општинско средно училиште Коста Сусинов споделуваа многу наши европски вредности. Со автобусот во Радовиш општина со 28.000 жители пристигнаа амбасадорите во Македонија на Италија Карло Ромео и на Бугарија Ангел Ангелов, директорот на УСАИД во нашата земја Едвард Гонзалес, представници на Канцеларијата на Европската унија во Скопје, како и ученици од основните училишта Раде Кратовче и Малина Попиванова од Кочани и Јоаким Крчовски Njegош од Скопје, како и представници на невладината организација Потрага по заедничка основа. Во дворот на Радовишката гимназија Коста Сусинов, во која учат 550 средношколци, гостите прво го посетија училишниот научен саем, на кој на штандови подготвени од 5 училишта во општината Радовиш, Крсте Петков Мисирков, Никола Карев, Орце Николов од Нињево, Коста Рацин од Подареше и Кирило и Методи од Ораовица, како и од гимназијата Коста Сусинов, беа презентирани активностите на училиштата, потоа ракотворби, рачни изработки и цртежи на ученици, а имаше и богата културно-уметничка програма подготвена од учениците. Најпрви најсрдечно да ве поздравам и да го изразам задоволството од тоа што Радовиш денеска има Европски ден на младите. Бидејќи нашата денешна програма, во која сите сме учесници во духот на европските вредности, и афирмира заедништвото, науката, уметноста преку училишниот саем. Амбасадорите на Италија и на Бугарија имаат дебата со учениците во средното општинско училиште Коста Сусинов на тема ЕУ за нас. Ова е моје второ доаѓање во Радовиш. Мора да кажам дека градот ми се допаѓа многу. Да поздравам сакам иницијативата на европската делегација. Контактот со школите е многу битен. Интересот на децата е огромен за соработка со европска делегација и пред се за интересот за контактот со учениците е многу битен и значаен. Мора да кажам дека се гледа дека се многу заинтересирани за соработката, значи за Европската унија и за сите овие прашања. Мора да кажам дека одговара на тешки прашања, дека нивната подготвеност е дури универзитетска. На повеќе намиското игралиште на гимназијата се одржаа спортски игри во кои учествуваа 80 ученици од Радовишките и од Скопските и Кочанските училишта. Потоа имаше и велородео, настан што го промовира велосипедот како средство за еколошки превоз, а паралелно се одржи и еколошка акција на Кеј 8 септември. Имаше инфопрограми поврзани со Европа, како и сложувалки со комплетната мапа на Европа. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.